Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија Димитар Ковачевски, почитуван директор на акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор Ѓоргиев, почитуван градоначелник на општина Гостивар Таравари, почитуван заменик министер, почитувани пратеници во Македонското собрание, почитувани медиуми. Денеска е навистина посебен ден. Посебен ден е за владата, посебен ден е за сите ние кои што сме овде денеска заедно. Среќен е за овие 45 семејства од општина Гостивар кои ги добија клучевите од своите нови домови. А нашето задоволство е уште поголемо бидејќи владините политики покажуваат позитивни резултати. Тоа е нашиот влог за идните генерации, за подобар и попросперитетен живот за граѓаните, за подобра иднина на целата наша држава. Ние сме избрани од граѓаните и целосно сме посветени на создавање на подобри услови за живот. Денеска сакам на сите вас да ви честитам и да ви посакам многу среќа. Да сте живи и здрави и со среќа да ги користите своите нови домови. Мене ми е посебно драго што распределбата на оваа социјална зграда помина успешно. Доаѓав овде во Гостивар неколку пати и точно ги знам предизвиците со кои се соочивме при сите постапки и за техничкиот прием, и за уписот на зградата, и за отворањето на постапката за распределба, за да денеска го заокружуваме овој момент така како што ветивме, бидејќи од предизвиците не се плашиме и од проблемите не бегаме, туку напротив ги решаваме. Би сакал да се заблагодарам и на Комисијата за распределба на овие социјални станови од Министерството за транспорт и врски и Министерството за труд и социјална политика. Министерството за транспорт и врски минатата година ја помина со голем успех во делот на социјалната стамбена политика. Успеавме да изградиме и да распределиме 4 социјални стамбени згради, и тоа во Пробиштип, Виница, Свети Николе и Гостивар, обезбедувајќи пристоен дом за семејствата во ризик. Овој месец, за само 10 дена, распишавме нови 2 јавни повици за распределба на социјални станови во Гевгелија и во Демиркапија. Грижата за најранливите категории на граѓани е посебно изразена сега во време кога ни предстои најголемиот предизвик со опоравување од енергетската и економската криза. И свесни сме за тоа. Но сакам да ги уверам сите дека ги превземаме сите мерки за ублажување на последиците и обезбедување на подобри услови за живот на нашите сограѓани. Продолжуваме посветено и оваа година со стамбената политика и изградбата на социјалните стамбени згради. Планираме на почетокот на месец април да распишеме нов јавен повик за распределба на социјалната зграда во општина Неготино. Овие политики ни даваат дополнителен мотив да продолжиме со тоа што го започнавме, а тоа е создавање на подобри услови за живот за сите граѓани, да создадеме хумано, развиено општество и просперитетна држава еднаква за сите. Ви благодарам.